Вака, значи како ти поминува летото? Рече работно, каде си настапуваш, што се подготвуваш? Да, летото ми поминува работно, имаме ние музичарите сега фул работа, затоа што на сите име жешко и сака да се разладат навечер во дискотеките или летните базени преку ден и тука сме ние нормално и јас за да им го разбавиме денот или вечерта. Така, каде ќе може да те видиме денови? Еве деновиве сега во петок во Кичево, дискотека Имидж, сабота Summer Beach Festival Дупени Бич во Преспанско езеро и недела базен Романтик на Велешко езеро. Кажи ми, подготвуваш ли нова песна, планираш ли да се појавиш на Скопски сега во текај конкурсот? Па добро, мислам дека ќе пратам неколку песни, што ќе следува понатаму, ќе да знаеме сите заедно. Така, што мислиш за новата одлука, повторно тој што ќе победи на Скопски да ја представува Македонија на Евровизија? Мислам дека е окей. Сепак песните што ќе бидат праќани на Скопски се правени аранжмански за таков фестивал, за таква намена, нели со оркестар. Не се баш специализирани за Евровизија. Меѓутоа можеби ако е добра песната, секако дека ако е добра мелодијата може да се обработи во било која варијанта, аранжмански, така да окей решение мислам. Сметаш дека постои некој си калап како треба да изгледа таа евровизиска песна и дали тоа штети уствари? Не, нема никаков калап. Песна си е индивидуална работа, тоа си е нешто што не можеме да го предвидиме. Значи, кога победи Руслана, нели, со таа нејзина малце војничка песна, никој не може да предвиди нешто такво. Исто така и баладите кога победуваат, исто така не можевме и за Австрија да предвидиме за така да нема некој калап, мислам дека важно е да биде доста добра, посебна, да се разликува секако и исто така важен е и пејачот. Ми рече дека Евровизија сепак си е фестивал како и сите фестивали. Ти го гледаш како предизвик некој најголем на кариерата? Па најголем не е предизвик секако. Најголем не е, затоа што Евровизија за мене е како сите останати фестивали, само што има голема гледаност, меѓутоа гледаноста малце паѓа, сега се крена нели со фамата со Австрија кога победи, така да има и доста други фестивали кои што не се толку искомерциализирани и се одлични за промовирање на нашата држава. Изгледаш одлично, знаеме дека си фанатик по спорт, што кој последен рекорд го имаш постигнато е? Трчање, на што си посветена сега? Па да ти кажам, на пливање. Да, на пливање, сега одвај чекам утре да заминам за Охрид и убаво да се релаксирам таму.